Граѓаните продолжуваат со патувањата. Пасошката криза не ги остави туристичките агенции без работа. За оние кои не успеале да ги променат пасошите, тие имаат и алтернативи. За сега немаме промена во аранжманите, реално не очекуваме промена и поради новите пасоши во пријавување на самите клиенти кај нас, но доколку се случи да има промена со пасош, некој проблем, ние имаме едноставна солуција, имаат можност за промена на аранжман на друго место каде што може да патуваат со лична карта како патна исправа. Во моментов се подготвуваат аранжмани за 8 март и најатрактивни се Кавала и Белград, а побарувачката е голема. За 8 март имаме програма за Кавала и Белград, значи Кавала се патува со пасош бидејќи е во соседна Грција, додека Белград е во соседна Србија и може да се патува со лична карта. Доколку некој од патниците не успеа да извадат пасош до рокот што е предвиден за патување, тогаш може да патуваат со лична карта доколку е променета со Северна Македонија. Моменталниот интерес за Белград е поголем, додека имаме заинтересираност и за Кавала, но нели. Сепак поради патувањето со лична карта, можноста за патување со лична карта за Белград од живот е поголем. Освен Феријал Кашиков, проблеми немаат ниту другите туристички агенции со кои разговаравме. Сепак, граѓаните не препуштаат се на агенциите, па голем дел од нив и сами си организираат тури, кои им одговараат според личните документи кои ги поседуваат.